Може само еден коментар околу теоријава на професоров. Се гледа дека професоров има проблем со аргументи, колку што разбирам, гледа да створи некој кредит на грчката политика во борбава за името. Меѓутоа, ние сите знаеме историјата и гледам како се влегува во детали кои апсолутно не се потребни за Македонија. Ние знаеме сите која е Македонија. Ми зборував за некои словенски антички егејци, ние сме македонци. Сите се македонци, оние кои се во границите на Македонија. Меѓутоа, историјата грчка ние добро ја познаваме. Тие ги иселија македонците, ги истепаа во суштина да ги населат азиските грци во Егејска Македонија. И сега, како што рековте сами, и професорот Цампирис призна самиот дека некаде ова што македонците го барат е легитимно и во секој случај Грција сака да добие од тој колац што не е неизина. Не знаеме од Букурешкиот договор што се деси со Македонија, грците 250.000 увражи, книги, по сите библиотеки во светов, ги бара, ги откупува, ги фалсификува, за да избришат трагата на Македонија и да ја припојат на некој начин према Грција. Ја мислам, најголемата грешка македонска е, што ние пристанавме да дискутираме за името на Македонија. Немаше да дискутираме ние за име Македонија. Ние сме македонски точка. Тие имат проблеми. Тие се грци немаше да барат кај македонците. Сега, значи, ако тие успеа да го украдат најдобриот дел на Македонија, што е Егејска Македонија, некогаш, со лоби кои поседувале и денеска исто така работат, то Македонија не го бара тоа. То не значи дека ние ќе дадеме ова Македонија, каде што македонците живеат сега и тоа е Македонија. И плюс, ја не знам зашто нашите политичари се мешаат тука кога 120 земји ги признале како суверена Македонија, и сега ќе одиме поново ќе проговараме за имиња јужно-грчка, северно-западна. Чекайте. Не вовеле во детали што ние не треба воопшто да седиме на стол со нив. А што се односи за НАТО вона, ние не живееме од НАТО. Океј? И на крајот, ние му требаме на НАТО. НАТО нас не ни треба.